емисија во рамките на проектот Европската Унија за нас разговараме со експерт Фикри Атаир Селмани од Институтот за европска политика Скопје на тема ЕУ интеграции со фокус на поглавје 19 и 23. Почитувана, кога веќе разговараме на тема ЕУ интеграции и поглавјата 19 и 23, може ли накратко да ни кажете што всушност тие значат? Што е поглавје 19 и што е поглавје 23? Даниел, благодарам на поканата и многу ми е мило што на оваа тема се дискутира, затоа што е потребна едукација општо на населението во Северна Македонија околу интегративните процеси, меѓутоа исто така и во ромската заедница и заради тоа што треба повторно да се актуализираат самите потреби за подобрување на ромската заедница и состојбата во однос на ЕУ интегративните процеси. Како што веќе спомна, во извештаите на Европската комисија во кој што се мери прогресот на Северна Македонија како земја која што претендира да биде дел од Европската Унија, ромите се застапени во неколку поглавја и општо опишани како посебна точка во кој што се опишува каква е состојбата, меѓутоа и во рамки на поглавјата. Најчесто се наоѓаат во поглавје 19, во политиките за вработување и социјална политика, поглавје 23 правосудство и заштита на човековите права или фундаменталните права, меѓутоа се среќаваат и во други поглавја, како што се поглавјата поврзани со заштита на потрошувачи и здравство. Тоа е, мислам дека поглавје 26 или 28, и исто така и поглавје 26 кој што се однесува на образованието и културата. Секако, ако ги погледнеме извештаите на Европската комисија низ годините, можеме да забележиме дека има и општи препораки кои што се однесуваат на спроведувањето на стратегијата за роми како еден национален документ кој што не е правно обврзувачки документ за жал, меѓутоа е како дел од ЕУ рамката за роми, кое што е на ниво на Европа и кое што служи како насока и за земјите членки и нивните национални стратегии, меѓутоа и за земјите кои што претендира да бидат дел од Европската Унија. Генерално, она што успеав јас да го разберам од вашето излагање е дека практично во тие поглавја стојат препораки за подобрување на состојбата на ромите во Македонија, но не се правно законодавно, односно врзувачки, така? Не се правно врзувачки, меѓутоа ромите можеме да ги видиме низ призма на неколку аспекти кои што се дел од таа правна регулација и кои што имаат таков аспект, а тоа се ЕУ вредностите и заштитата на човековите права и малцинства, односно повелбата за основни права на ЕУ и недискриминација. Второто е директивата за расна еднаквост, односно пристапот на услуги до услуги и правда. Односно колку самите малцинства, меѓу кои нели ромите се едно од најголемите малцинства во Европа, меѓутоа и во западниот Балкан, колку нивниот пристап е правичен, еднаков со сите останати. И има, ќе спомнам уште две необврзувачки правно елементи, а тоа се Познанската декларација, која што се однесува за земјите од Западен Балкан и тоа си е политичка обврска, која што си ја подпишале земјите. И како што веќе ја спомнав, ЕУ рамката за роми, преку која што се пресликува на некој начин тоа што е заедничко за сите национални стратегии и во земјите членки во Западен Балкан. Во однос на ЕУ интегративниот процес битни се копенхачките критериуми кои што се ЕУ условеност, со што сите овие подаспекти се битни за ромската заедница, тоест државата треба да ги обезбеди за ромската заедница, да креира политики за ромската заедница за да се подобри таа
состојба за да исполни таа условеност да влезе во ЕУ. Има ли некаков индикатор за следење на состојбата, затоа што малку е парадоксално ако самите препораки не се правно обврзувачки од една страна, од друга страна се дел од интегративниот процес на Македонија. Како ќе знаеме дали државата ги исполнува тие препораки, а при тоа не се обврзувачки, дали тоа значи дека државата и не мора да ги исполни? Поглавијата 19 и 23 не се обврзувачки, тоа значи дека Поглавијата си се обврзувачки, јас зборувам за националната стратегија за роми, која што е донесена, или трета, четврта поред од 2022 година до 2030 последната стратегија. Меѓутоа, самото ЕУ условеност, како што веќе спомнав, е многу значајна, особено за земјите кои што претендираат да влезат во Европска Унија, да ги заштитат правата на малцинствата, значи темелните права се нешто што се основа во овој процес, а од друга страна исто така и оваа стратегија како инструмент да се користи за креирање на политики и да се издвојува буџет од самите држави. Што значи дека полуобврзувачки е тоа да се направи, меѓутоа земјата членка, ако сака да биде дел од Европската Унија, задолжително мора да ги исполни овие барања. Секоја година Македонија добива рапорт, добива извештај од Европската комисија за генерално за состојбата во Северна Македонија. Какви се процесите на ромската заедница во тој поглед? Дали кои се препораките кои што ги дава Европската Унија за подобрување на состојбата на ромите? И кон што треба државата повеќе да внимава? Така. Во мониторингот на Европската Унија за тоа на кое ниво е и кој е напредокот на самата држава за да биде дел од Европската Унија, во овие поглавја кои што ги спомна, најчесто се со ромите се поврзани политиките кои што се за вработување и механизмот на социјална заштита за ромите во тоа поглавје 19, со тоа што јасно се гледа и се мониторира процесот на учество на ромите во активните мерки, например во при вработување. Меѓутоа што е битно е тоа што се нотира исто така, тоа што се слуша и од терен и од самата ромска заедница и од граѓанскиот сектор и се алармира дека треба да се поработи повеќе, дека има лимитиран напредок или нема напредок во одредена област, која што се однесува конкретно за овие мерки. Со други зборови, ако државата дизајнира одредена политика која што треба да ги опфати, например, според последните податоци, во АВРМ повеќе од 10.000 роми се регистрирани, тоа и кога ќе ги погледнеме овие статистички податоци дека повеќе од 90% од тие роми немаат основно образование или немаат образование, тогаш државата треба да креира мерки за вработување кои што ќе имаат критериуми, кои што ќе ги опфатат овие роми за да влезат во овие мерки да ги искористат. Значи, тие оценки кои што не се однесуваат сега реално конкретно за ромската заедница, меѓутоа се опишува состојбата каква е и во општата слика на тие политики на вработување каде стои ромската заедница. И заради тоа и постојат препораки кои што се однесуваат на тоа дека има помала искористеност на активните мерки, меѓутоа исто така и во shadow репортите или извештаите на во сенка може да се прочитат малце подетални информации кои што се од терен и од ромската заедница зошто на пример тоа е така. И поради тоа и се прават такви лобирања и адвокаси на институционално ниво да може тие критериуми да се прилагодат на потребите на таа група на луѓе за да можат да ги искористат мерките. Ги зема ли државата тие препораки како мерка за навистина да се подобри состојбата, земајќи ги предвид shadow репортите? Дали практично државата ги прима
и ги спроведува во пракса. Сметам дека треба да има поголема институционална отвореност за учество на самата ромска заедница, дали преку невладините организации или представници од различни други субјекти, политички субјекти секако, во рамки на креирањето на политики и да ги прифати овие препораки кои што доаѓаат директно од терен, се со цел, нели, да се исполни тој критериум и можноста Македонија да има напредок во таа област и да ги опфати ромите секако во тие мерки. Можеме да видиме во последниот оперативен план од тоа што успеав да видам дека дел од препораките од страна граѓанскиот сектор, например за намалување на тие критериуми се земени во предвид за да може да отвори простор нели на тие кои што треба да ги користат мерките да ги користат. Друго што треба да се направи во оваа насока и што е нотирано од најчесто од граѓанските организации е тоа што треба и да има поголема информираност и на соодветен јазик кој што е разбирлив за заедницата, исто така да има отворени центри каде што ќе може подетално да се објасни целиот процес кој што следи за да се искористи одредена мерка или политика од државата. И од друга страна да се мотивираат на тој начин самата ромска заедница да учествува. Има ли, да речеме, подобрена е ситуацијата, состојбата на ромите во, ако се направи паралела во изминатите 10 години, има ли некоја постојана мерка која што ја препорачува Европската Унија, а државата да не може да ја реализира? Скршнува ли негде државата по тој пат? Државата се обидува преку сите механизми да ги уфати сите препораки кои што Европската комисија ги дава секако. Меѓутоа многу повеќе треба да се работи. Самото тоа што низ извештаите на Европската комисија се провлекуваат скоро слични информации поврзани со ромската заедница е доказ за тоа дека треба повеќе да се работи. Например, еве ќе одвојам дека често се случува да се каже дека има ограничен напредок за состојбата на ромите во извештаите, меѓутоа тоа најчесто се однесува на програми кои што се поврзани со образованието, кои што биле прво на проектно ниво, па станале дел од државниот апарат, државата одвоила средства, па тоа покажува резултат, што е добар пример и треба и останатите сектори истото да го земат. Например, стипендирањето на учениците, кои што ја подобрува таа стапка на влез во образованието, иако загрижувачки е тоа што имаме осип, например, од образованието, меѓутоа тука има различни аспекти кои што се врзуваат за оваа состојба, едно од тоа е емиграцијата. Колку практично ромската заедница е вклучена во самиот интегративен процес кон ЕУ од Македонија? Ромската заедница не е доволно вклучена во процесите. Тоа што е начин на вклучување, повеќе би рекла е врз основа на технички аспект или на нешто што не е конзистентно и е во вид на консултација и е на проектно ниво или учество на одредена група во кое што се дискутира одредена политика. Тоа е добар чекор, меѓутоа сметам дека институциите треба да бидат малце поотворени за ромите, да ги вклучуваат во процесите, дали преку вработување поголемо во државниот апарат, заради тоа што застапеноста на ромската заедница за жал во институциите е на многу ниско ниво и тоа се провлекува низ годините. Можеме да забележиме дека во институциите каде што има роми и каде што се потворени,
имаме поголеми резултати, како што веќе спомнав во образованието. Меѓутоа, потребна е конзистентност, потребно е одвојување на буџет и потребна е континуираност на државата во политиките и програмите кои што се таргетирани за роми. Од друга страна, се забележува еден феномен не само во државата, меѓутоа и во Европската Унија, каде што почнува да бледе ромското прашање поради други дефинирани политички причини или пак кризи кои што се однесуваат на економијата. Меѓутоа, иако почнаа повеќе да се дизајнираат мејнстрим политики, сметам дека и тие мејнстрим политики треба да бидат прилагодени и да бидат вклучени и таргетирани ромите во нив и да бидат соодветни да можат да ги користат. Заради тоа што ако нема таргетирана политика која што се однесува само за роми и сме дел од една мејнстрим политика, секако дека треба да се видат кои се критериумите околу тоа, кое е учеството на самите роми во креирање на политиката, за да ги внесеш сите тие аспекти и од друга страна мерењето на резултатот и имањето на дата со која што ќе се измери колку таа мејнстрим политика исто така стигнала до оние кои што се маргинализирани. Нема вработување, иако пред малку ја начнавме, што велат ЕУ извештаите во однос на оваа тема, кои се мерките од ЕУ интерактивниот процес од поглавијата, каква е реалната ситуација во рамките на државниот апарат и каква е ситуацијата во самиот терен. Имаат ли конзистентност, се спојуваат ли слагалките? Мора да имаат конзистентност затоа што нотирањата од Европската комисија и како се значени за државата и за ЕУ интегративниот процес. Како одат работите, тоа зависи и од политичкиот контекст, зависи и од состојбата каква е во моментот, исто така и од тоа кој дизајнира политики кои се вклучени. Дали ромската заедница е вклучена во дизајнирање? Да, но прашањето ми е дали имаат дали слагалките се сложуваат, ако земеме предвид дека да речеме ЕУ извештаите кажуваат едно, државата прави други мерки кои што можеби и не се согласно потребите на ромската заедница, затоа што тие мерки не речиси сите ги искористуваат или помалку или повеќе ги искористуваат. Тоа ми е прашањето, дали има сложувалка во целиот тој процес? Европската комисија нотира во извештаите за напредок и укажува државата е таа која што треба да ги следи препораките. Јас силно верувам дека ЕУ интегративниот процес на Македонија ќе биде подобар и преку тоа и ромската заедница и државата ќе препознаат како да се искористи таа алатка. Јас веќе во претходното излагање спомнав за одредени примери за мерки за вработување кои што се нотираат и со кои што се гледаат одредени бројки, колку и како биле. Меѓутоа, исто така е битно да се земе и антициганизмот како појава, која што, например, во Македонија не е правно препознаена. Меѓутоа, е едно од значајните делови на ЕУ рамката за роми, во кое што се гледа низ призма на сите приоритетни области на стратегијата и кое што ствари го уназадува тој процес на напредок на тие приоритетни области во областа на образование, вработување, дали инфраструктурни проекти, домување, соодветен живот, достоинствен живот за ромската заедница, меѓутоа исто така и културата на ромската заедница да биде. Идеме на следна тема, правосудство и основни човекови права. Што велат
ЕУ извештаите во однос на ова прашање? Има ли се уште дискриминација, иако правно, формално, нели таа е решена во Република Северна Македонија, но праксата каква е? Така, законски, нели имаме закон за заштита од дискриминација, имаме и комисија која што се занимава со тоа прашање, меѓутоа случаите се нотираат од извештај во извештај. Она што можда е интересно за гледачите да се спомне е тоа што, например, во извештајот од 2023 година за прв пат се споменува полициската бруталност и употребата на прекумерна сила од страна на полициските службеници врз ромската заедница, исто така и говорот на омраза, меѓутоа и дигиталната исклученост. Тоа се два аспекти кои што како некоја нов моментум се појавуваат. Мене ми е навистина жал тоа што постојано треба да нотираме за дискриминацијата врз ромската заедница и тие диспропорционални примери, но еве го очекуваме извештајот од наредната година за да направиме споредба. Има некои работи кои што се провлекуваат кон извештаите цело време, едни од тие е и дискриминацијата. Како е во пракса, се гледа од самите извештаи и од Комисијата за заштита од дискриминација, меѓутоа и од нотирањата на Европската комисија. Кон самиот крај, што покажуваат извештаите во сенка во однос на официјалните ЕУ извештаи? Извештаите во сенка се малце пошироки и најчесто податоците кои што се таму се од терен, директно и од самата ромска заедница. Тоа што во ЕУ извештаите се нотира е одреден сегмент кој што е поврзан со поглавијата, меѓутоа самите извештаи во сенка и капацитетот кој што доаѓа од граѓанските организации треба самата држава и институциите да ги уведи и тие препораки да ги земе во предвид. Има и позитивни исчекори, каде што самата ситуација на ромската заедница била прикажана во тие извештаи, од друга страна имало слух од институциите да се реши одреден случај. Например, ете и законот за матична евиденција со кој што системско решение се најде законски да се реши тоа што се провлекувало како проблем низ годините, меѓутоа самата имплементација и реализација треба да биде на подобро ниво. Кон самиот крај, последно прашање, како експерт, ваша препорака до самата држава при незиното однесување во рамките на ЕУ процесот, а со фокус на ромската заедница? Што треба државата да прави во целиот процес? Државата треба ЕУ интегративниот процес да го користи како алатка за решавање на долгогодишната лоша состојба на ромската заедница, да ги прифати препораките кои што доаѓаат од страна на ромската заедница и од ромскиот граѓански сектор, да ги вклучи ромите во работните групи при дизајнирање на политиките кои што се поврзани со роми, да го зголеми бројот на роми кои што директно ќе одлучуваат за тоа кои ќе бидат програмите на државата, кои политики ќе бидат финансирани од државата и секако да алоцира поголем буџет и да има конзистентност во тоа алоцирање во подолг временски период кој што ќе биде специфично за тие програми, затоа што проблем од повеќе од 30 години не може да се реши со алоцирање на мали минимални буџетски средства кои што ќе бидат само за многу краток период. Почитувани гледачи, Фикрија Таир Селмани во третиот процес на
емисијата Европската унија за нас. Се гледаме наредна емисија.